царо што му го најдо Асчеро крајо на реката Јордан. Чита Александар Станојков. Во старо време, еден цар сакал да направи еден сарај толку убав што го нема на веков. Бидејќи бил многу богат, сопрво сторил ниет да правите од злато и од сребро. Се предумал по малце време да не го правите од злато и од сребро, ами од најскапи камења што да чинат повеќе од златото и среброто. Па се предумал да не го прави царја од најскапи камења, ами од филдиш да го правите. Веќе од најпослежното ќе го правил и му отворил тој муабет на мезличо еднаш, за да му го види убо дали ќе му одобрат тоа нешто што сака тој да прави. Знаете вие, старци и ти философе, што сум сторил ниет јас да правам, али не знаете? Ако ни кажеш, честити царе, му рекле, може да знаеме, а пак ако не ни кажеш, кај ќе знаеме? Еве да ви кажам, лели не знаете, му рекол. Јас сакам да направам еден сарај што да го нема на веков. Прво пресапив да го направам од злато и од сребро, после пресапив од најскапи камења, што од златото и од среброто да бидат поскапи. А па до најпосле премислив да го направам од филдишта, макар сето азно да го поарчам, само и само да го направам сарајо што да го нема нигде и да се прочуе на векот од Јуфијан цар има еден сарај од филдиш и да би се прослави името. Сега, што велите да тоа згора старци? Арно велом, али лошо? Арно нешто си премислил, честити царе, му рекле старците. За името да ти се прослави, анџак човек за тоа работи, за името да си го прослави. Арно е, честити царе, му рекол философ. Името да ти се прослави, ама вечно да гледаш да ти се прослави. Ето, за вечно мислам да се прославам, затоа сакам сарај да направам, философе. Со сарајот што ќе го направиш, честити царе, му рекол философо, не ќе боиш за век да си го прославиш името, чун ти може да дојди некој време за да се биеш со некој друг цари, Господа чува Божи да се надбиеш, та ако ти дојди во столнинава, ќе ти го расипи сарајо, а може ќе ти го изгори, да дотука де ќе ти биде името прославено до века. Дали сакаш ти да ти се прослави името до века, еве што да направиш, честити царе. Леле, кажи да видиме ти философе, да видиме што ќе ми кажеш. Пети да ти кажам, честити царе, му рекол. Еве што да направиш, за да ти се прослави името твое до века, еве што да направиш. Да го најдиш крајо на реката Јордан од кајет, чунки никој не знае до денеска од кај течи. Сум слушал од стариот Јордан тече од средето на рајо, отаде е бил крајо и изворо. Од среде на рајо, од живото дрво што не овенува никогаш. Да пратиш 200-300 души астери и неколку граматици да одат покрај реката Јордан, дури да и го најда крајо и што ќе биде покрај реката, се да пишат, да тоа што ќе испишат, да го типосаш на едно букварче и тоа букварче ќе биде со името твое згора напишано, за секој што ќе го пеит името твое да ти го слави и да се чуди и преку чуди за чудесиите што ќе бидат пишани внатре. Еве со тоа нешто, чести царе, Божи да си го прославиш и името и да го најдиш крајо на таа рајска река, за секој да знае што ќе го пее букварчето. Кога чул царот тоа нешто од философо, многу се зачудил и кандисал да прати Астер да го најдат крајо на реката Јордан, а не да прави сарај од филдиш. Обружал 300 души Астер со сите потреби што ќе му требаат за попато и со јадење за 3 години време, да одат и да идат, и штом се сготви Астеро, тргнал да патува по реката. Дури патувал по дивната земја, некое големо чудо не беше виделе. Од која беа ја изминале нивната земја, тргнале по некоја пустелија, кај што имало диви луѓе и на многу места му излегле со стотници да и тепат и да и ваќат да и јадат. При се што беа обрушени Астеро, пак беше оттепале дивите луѓе од Астеро, а пак Астеро беше оттепало дивите луѓе без крај. Од која изврвиле местото од дивите луѓе и нападнале арслани, киплани, змии, смокои, а понегди и лами. Би се сиромаси Астер и гини по тие пустели од тие лоши зверови.
со месеци што одија покрај Јордан и нигде главата не можеа да си ја најдат. На многу места реката е наоѓаваа од под некоја планина и мислеа отади е главата, Ардаба од која ќе ја преврлеле планината да видат дали има зад неа река, и ете му пак реката, докај што му колку му гледало долга. Еди, пусти таксират наш, си велеле. Нема крајо да и го најдеме на оваа пуста реката назад да се врати. Во овие пустелии ни било речено да умриме и орлите да не јадат. Едни тагуј се и плачи од Астер, друзи смеј се и оди по краја на реката. На едни места ја нашле многу широка, како некое пјато, на други места паѓала од многу високи планиња на удолу и не се познавала од тие вода, ама како некоја бела пења, али некој бел облак санки ми ја препуштен од врвот на планината до земјата. Која ќе ја најдеа реката да таквите места да течи, се си мислеа Аскеро, оти таму треба да ја главата и штом ќе појдеа таму, која ќе видат, нема глава. Близу 3 години што патува Астеро по таа пустелија, кај што човечка нога не беше стапила и неба да стапи уште еднаш, и дошле до една многу висока планина, од кај што течеше реката Јордан по едно корито од спилите на таа планина. Како максус да беа сечени спилите и праени како корито, многу длабоко, да течи реката. Многу бака виде Астеро дури се качи на таа планина и штом се качија горе беше истемнило, да беа преспале таму. Утрото кога се разденило, гледаат пред нив едно езерце. Околу езерцето гледаат една голема корија и многу широка и долга планина, докај што очи му гледале, до таму била голема таа планина и посреде таа планина идел Јордан и влегувал во езерцето, да истечувал по планината долу. Во истото време болснало сонцето и кога светало езерото како некој џам. Околу езерото му се видело како со еден брег стребрен заградено. И ова чудо не било, си рекле Астеро и граматиците. Езеро со стребрен брег, за чудење ќе биде. Сполајте, Господи, Твојата работа, уште што има да видиме, фала Тебе, Господи. Така велејќи си Астеро, тргнеле да ода близу до езерото и да го вида стребрениот брег. Едно беше се доближиле до брего и што да видат. Една змија обколена околу езерото и клаена главата на опашката. Таа пуста змија била голема колку еден тапан. Едни очи колку една месечина биле големи и како месечина што свети, така и очите и светеле. Кога ја видо Астеро тие змија, веднаш беше се повратиле назад и застанале на местото кај што беа спале. Местото било на една висина и застанале табута се зготовиле на оружје да се бранат ако год и нападне таа змија. Постоја колку еден саат и кога гледаат, до што зверка имало во таа пустелија, сите дошле околу езерото да се напија вода, чунки во таа планина нигде небало вода да се напијат. Реката била многу длабоката, затоа не можеле звероите да се напијат и затоа дошле кај езерото да се напијат вода, чунки езерото беше полно до устината на бреговите. Ардам од пустата змија, никој звере не можело да се прибери, да се напие и сите си стоеле наоколу наредени, као кога чекале да дојди некој да му ја истера змијата и да се изнапија вода. И да вистина, ети му еден филј голем кај е дошол кај главата од змијата и по филјо еден конј со еден рог на главата и по конју еден пајак. Застанувајќи филјо до главата од змијата и гледајќи оти не можи да се напие вода, му го спружи досо под гушата од змијата и се опре за да ја кошти во езерото. Арно, ама ич се кош како џами ти сприе. На тоа згора, туку беше му се испраила змијата со главата еднаш камити на филјо, како некој силен рслан, и зинала со устата, си го лапнала филјо целеччок, као некој ап која да голтни човек, и туку изблула една вода зелена како гуштер од уста во езерото, и на часот сето езеро беше озеленило како јад зелено беше се сторило. И од која изблу водата, туку беше се отркалаела во езерото Лумбрдос внатре и тогај се присобрале сите звери и животинки до езерото да се напијат вода. Арно, ама, никој да се напи,
само помирисали и не се напиле. Чунки се ќаале оти водата била отруена од јадо што го изблувала змијата. На тоа згора и Норого се наведил на коленици, те ја прекрстил водата со Рого и почнала да се бистри и да бели од кај што беше зелена. Поидоро го влегол еден пајак во езерото, та се рашлакал со крилјата низ езерото да крс и туку беше се очистила водата совршено. Тогај беше се прибрале сите цверки и се издапиле вода и си отишле од кај што дошле. Бидејќи тоа дешто Астјаро беше се зачудили на големо чудо станале. Се прибрале и тие до езерото и се напиле водата, тргнале пак по реката Јордан да и го најдат крајот кај извира. Одиле по тие пусти планиња кај што човечка нога не беше стапила и од која ја изодија таа широка и долга планина и излегоа да едно широко поле, долго и широко докај што му гледа очи, толку што било големо. Кога дошле многу близу до полето, гледаат едно долиште посреде полето што очи човечки не можат да го догледаат, толку што бил длабок долот, а пак една смрдеа што излегувала од тој пустин дол. Многу лоша била што не се траело да стоиш за поеќе време во долот и да гледаш што има надоле во долот. Слушале као да плачат луѓе, ама како од подземја гласу да му видел. Виделе во долот како мрави црни да се јазат по брегот долу и бидејќи многу било право угоре стрмно, пак се отркалувале и паѓале во дното надолу. Од една страна надолу полето што било, сето било пораснато со трњи и глоѓе и со една магла покриено, како во зиме кога да има магла со сињак, а од другата страна едно поле да ти е мило да го гледаш. Самќим рај на земји да бил. Таква убајна имало и реката од тоа поле асли идела. Си тргнале крај реката Астјаро да патуват, од која пишаа тоа што видоа, и дошле до една висина да се качуваат, да после да влезат во тоа поле. Истебнал уште пред да влезат во полето. Преспале и утрото тргнале уште од темни зори, така кога дошле близу да влезат во полето, беше и огреало сонцето од среде од полето и тие се почудија кога видоа тоа чудо големо. Сонцето као да беше од земја изникнато. Така стоело тамо во тоа убаво поле. Туку беше стапнувале да стапнат Астјаро по полето, низ таа убава детелина, развиена со секакви убави цвеќиња, и беше удрило една убава миризба што дури тажноина да ти падни. Таква убава што била миризбата. Од кога го изминале до некаде полето, и еве му една корија од секакви емиши. Што ти срце сака, такви емиши имало. На секој дрво гранчите му биле доземи наведени, турени со емиши, сите здрели, дури прездрели, мискоина да мирисе. Мискоина, таков емиш што бил убав. Сполајте, Господи, си велеле помеѓу себе, што беше оваа убајена овде да најдовме. Еве близу година и пол кај патуваме во овие пустели и нигдека не најдовме ваква убајна. Чудна убајна, пријателе, друзи велеле. Ќе биди ова место за приказда на оваа убајна и на овој берикет што го има овде. Како да го дашле луѓе ова широко поле со овие убајни и не се населиле. Ете, овде било човек да седи и да живеи, чунки имало да си јади од што му срце сака. Еви авата многу уба, ни многу горештина, ни многу ладна, тамам како што треба. Со една реч, рај на земја, рај. На тие буабети седнале под дрвјата и кој од што сакал тој емиш си јал. Кога почнале да јадат, мислеле оти ќе знае по колку многу ќе јадат, арно ама само по 3 зрда секој извел и поеќе не можел. И со тоа нешто беа се почудиле оти да не можат поеќе да јадат. Од кејф што му било, цел ден што седоа тука и не богоа никој да касти друго зрдо отколку 3 зрда што јаде. Лежаа таму и утрото кога се разденило, му се пријала и пак јале по 3 зрна кој што сакал и пак трглале да патуваат пак по реката Јордан. Одели уште некој ден и дошле близу до еден широк плот. Само турли трендафили. Па тоа миризба од таа цела корија трендафили не се искажувала. Плотот од трендафилите бил околу наоколу во сето поле, до кај што око човечко гледало.
како некое избавче и ѓулбавче што е заградено и внатре ливада со секакви цвеќиња, дрвја, секакви емиши. По дрвјата трева зелена и убава сенка што да ти е мило и драго да седиш. Во таа убава градина имало булоци на булици пилци со бели пердуи и глаите прилегале као човек. Летеле по таа убава градина и си пееле песни како која да псалеле. Гледајќи и слушајќи тоа нешто аскеро, од што му било убаво, за неколку сати што не можеле ни да седнат до плотот трендафилите, ни па да си проговорат нешто. Еле некој пат, дури од која отпеале пилците, почнале да зборуват и да есепат што ќе бидат тие пилци, број што нема, што пеат како што пее некој псалт црквана и убаво. Еден едно велел, друг друго, аз ли ќејам, никој не можел да погоди што ќе биде тоа место и што ќе бидат тие пилци. Бидејќи реката Јордан идела од средето на таа убава градина и требало да идат и да го најдат крајо, се надевале оти ќе видат пилците што пилци сет и друго што да има во таа голема градина ќе видат. Ардо сакале да одат по реката, ами што не се врвело од трендавилите, чунки биле сплетени како некој плет од најлоши трњи, да и прерипаат не може. Најпосле нашле за мунасип да исечат на едно место и колку за пат да си отворат, да влезат и да одат по реката. Најдуајќи за мунасип да исечат трендавилите, седнале под една сенка од едно големо дрво, што било близу до реката. Седејќи си легнал еден од граматиците да преспие малце. Едно беше заспал и туку му излегло едно нешто од устата како пиле, како глушец му се видело на другарите и со голема јасадица трештало да оди крај реката и нашло пилето една голема прачка падната од дрвото преку реката Јордан, да преку прачката поминало и влегло во полето, да тргнало да оди по убавите цвеќиња, брго и силно како некој куршум, и го гледаа, докај што го гледаа, дури до најпосле му се изгуби. Почнале да го разбудуваат, арно, ама тој ти бил по полојна умрен и никако не можеле да го разбудат. Од која видоа не станува, го оставија да видат што ќе излезит таа работа. По неколку саати, туку го видео кај си иди пилето низ тревата уште со голема брзина и си поминаа преку прачката, та му влезе пак в уста. На часот беше рипнал како уплашен и му рекол на дружината: "Слушајте, браќа, да ви кажам еден сон што го видов јас сега." "Ја кажи, пријателе, да чуеме што сон си видел," му рекле другарите. "Чуден сон видов, браќа, и можам да ви речам оти вистина видов, а не сон. Како да бев, појдено намо јало среде полено на еден сарај без рака да беше праен, голем дури до небото, светеше као џам. Очите му се земаат на човек ако гледа поеќе. Влегувајќи во портите од сарајо, ме пречекаа две момчиња со бели алишта облечени бели како снег. А момчињата толку што беа лични, што во целиот век нема, и ме однесоа горе во сарајо, не по скали, ами како да летнав угоре со момчињата, и ме представија пред еден старец со една бела брада и со бели коси, влакната од брадата и од косата му светеа не како срма и злато, ами како некој џам булјур што свети испрати сонце. Така браќа му светеа, верујте. Бога единега оти не велаш. Лицето му светеше како сонце и милно ме гледаше и ми рече: момче, уште ли ќе одиш со другарите да ја барате главата од реката Јордан, што ве прати царо ваш?" "Уште сакаме да дојме, дедо," му реков. "Уште сакате да дојте? Арнама одовде потамо и дури во оваа голема бавча да се веселите, а пак ако сакате да живеете и назад да се вратите, одовте потамо нема да ојте и главата од реката Јордан да ја видите. Доста се овие мои чудеси што и видовте и други по пато што видовте. И што ќе видите, да му ја однесете на царо ваш, да и типоса на едно букварче за да се прикажува. Соберете си по една торба ја смокви, ја вруми, за по пато да ви се најдат и вратете се назад." "Еве така, пријателе," ми рече старецо, "ајте сега да се враќаме." Кога чуја тоа нешто Аскеро, сите поверуваат и нема да ја пушти Госпо во тоа место и нема да му ја кажи главата на реката Јордан. Се спремаа за назад да си идат и едно утро рано си тргна да си идат назад.
Идејќи назад, што чудеси уште видоа и пишаа, као што и пишаа кога одеа, и му однесоа на царо сите чудеси што беа и пишале, та царо многу се израдувал кој видел тие чудни работи и извадил на едно букварче и го остил на веков за тој да се слави и чудесиите да се прикажуваат. Од 300 мина Асќеро што отиде, само 30 мина се вратија.